На овој ден можем да го кажем дека е историски за Народниот театар Антон Панов од Струмица, бидејќи од неговото постоење навршува 62 години. За прв пат нашиот театар излегол надвор од Балканите и тоа со една одлична представа со последниот ден на Мисирков од Јордан Плевнеш во режија на Дејан Пројковски, каде што ќе настапам на еден светски фестивал во Марсеј и исто така ќе одиграме и две представи во Пијаченца, Италија. Еве, овие денови се припремавме дополнително за тоа гостување, бидејќи ова представа, како што знаете, струмичката јавност и пошироко, бидејќи игравме и во Скопје и во Битола, беше со ротација, сега адаптиравме без ротација, бидејќи тие каде што ќе настапуваме, нели, во Италија и во Франција, такви се театрите каде што нема ротација, нели, ги средивме тие работи и веќе е се спремно за да ја представиме Република Македонија и општина Струмица во најдобро светло. После тоа, после нашето гостување од Франција, ова представа ќе во март месец ќе се игра во Македонскиот народен театар во Скопје. Еве сега, исто така ги повикувам сите струмичани во недела и во понеделник во 20 часот да дојдат и така да ни дадат поддршка и да ни испратат за ова далечно гостување, позитивна енергија, да. И да видат француската верија. Така, да. Последниот ден на Мисирков е една представа која што е химна или ода за Македонија и идентитетот наш. И посебно ми е драго што една представа која што толку многу зборува за Македонија и за човекот кој што со своето дело за македонските работи, слично на Диоген, како фенер во рака му беше тоа дело и одеше да го бара човекот, да го бара македонецот и македонскиот идентитет и поддршката за него низ светот. И се радувам што представата започнува, би рекол, да го живее тој свој меѓународен живот, бидејќи се надевам и нашата амбиција е ова меѓународно гостување да биде почеток на гостувањата за Мисирков. Имаме некои планови, покани, најави за воиднина кои што се отварат и се надевам дека нашата идеја од премиерата да играме во што повеќе градови каде што бил Мисирков, дека ќе се остварува полека. Девизата на представата е љубов или смрт, продолжение на Прличевата идеја за совршенство или смрт. И се надевам дека представата ќе допре до француската публика и до италијанската. Би кажал дека ќе играме со превод, со титли, така што публиката ќе има можност совршено да го следи текстот. Во Марсеј ќе играме во Торски театарот. Тоа е еден од најпрестижните француски театри, центар на Медитеранот во Марсеј, една наистина импозантна театарска зграда со над 700 гледачи, една сала со наистина престижен театар, и по квалитетот, по реномето што го има и самата зграда како објект. Инаку директорот на театарот Ричард Мартене и председател на Сдруженијето на Медитеранската мрежа, каде што ги обединува сите театри од Медитеранот, би кажал дека гостувањето е пред се благодарение и на авторот, на Јордан Плевнеш, кој што вложи големи напори да представата да се игра во Франција. Оно што би сакал да го кажам е благодарност до театарот од Струмица, кој што вложи големи напори сега овие денови околу самото патување, да се оди на овие 2 дена. Веднаш се потврдува љубовта со која што сме работеле представата, бидејќи многу е важно. Вербата во уметноста во едно време кое што живее по други критериуми, други стандарди, би рекол дека ова патување за Марсеј носи еден во нас таков многу интересен Дон Кихотовски подвиг, една екипа која што
која што така верува дека има што да каже и што да пренесе. Така што би се заблагодарил. Јас би сакала да кажам дека навистина ни беше огромно задоволство да работиме сите заедно со режисерот Дејан Тројковски пред 2 години и сега ни беше навистина многу лесно заедно со него и заедно со целата екипа да ја вратиме представата на истото ниво на кое што беше и пред 2 години. Тоа е само заради тоа што сите актери и целокупно и целиот театар, Струмичкиот театар, навистина ја сакаат многу представата и се ангажира навистина толку многу за да се оствари тоа гостување. Јас би се послужила со последните стихови на Јордан Плевнеш, после сите овие перипетии што се случува околу представата, дали ќе се оди или нема да се оди, јас би рекла дека па дури и само на сон да ја сведат, таа и натаму ќе живее, само бескрајноста и Македонија живеат самите со себе. Граничат самите со себе. Мислам дека е тоа многу точна работа, што се однесува за нашата представа. Не знам што повеќе да се каже после ова. Пред некој ден кажавме на телевизиите дека ова е голем предизвик лично за мене. Меѓутоа, како и да е, 2 години или нешто повеќе постар Мисирков од како излезе премиерата, значи помудар, попаметен и веќе се реализираат некакви нешта понатаму. Не очекува гостувањето во Марсеј, потоа не очекува гостување во Москва, се надеваме, па во Полска и така натаму. Малку е тоа доста тешко да се оствари, меѓутоа како и да е, ние ќе се бориме да стигнеме до таму, бидејќи Мисирков мора да помине таму кај што треба да помине, кај што бил додека бил жив. Што не значи дека сега не треба да помине. Како вели во една реченица Мисирков, дека на Балканот, односно во Македонија, сега се случува еволуција, а не револуција. И со таа еволуција ние одиме напред во гостувањето наше, таму во Марсеј. Чувството е прекрасно. Се надевам дека ќе донесеме оттаму одлични искуства, едно друго видување, еден друг начин, бидејќи гостуваме во една земја каде што театарот не е нешто непознато, дури напротив, театарот е многу на едно високо ниво.